Ајде да зборуваме за македонскиот јазик. Јас сум Марија Лозановска, дипломиран македонист и поранашен професор по македонски јазик. Тој што работи, тој и греши. Тој што пишува, апсолутно може да сгреши. Но не значи дека ако пишува многу, дека и ќе греши многу. Сите знаеме дека покрај грешките најмногу се учи и затоа токму таа методологија искористив во овие видеа, за да може полесно да ги научиме правилата на македонскиот јазик. Во претходното видео набројав 5 најчести грешки во темата правопис, но морам да признам дека грешките се многу побројни. Пред да набројам кои се следните 5 најчести грешки во македонскиот јазик од темата правопис, би сакала да се претплатите на мојот YouTube канал и на таков начин да бидете секогаш во тек со сите оние содржини кои што ги објавувам во него. Првата најчеста грешка во опишувањето е поврзана со претходното видео, односно со месеците. Кажавме дека месеците се општи именки и се пишуваат со мала почетна буква, освен кога се наоѓаат на почетокот на реченицата. Меѓутоа, кога една општа именка ќе добие улога како лична или сопствена именка, тогаш таа си ги менува граматичките категории. Многу често во сопствените именки или личните имиња или насловите се користиме со многу општи именки и на таков начин веќе создаваме нов збор. Односно, таа лична именка не може да се менува во истите граматички категории како што била претходно, односно како општа именка. Овој пат ќе кажам за оние празници кои што се именуваат со датум, односно со број, реден број и со месец. Празниците кои што се именуваат на таков начин, односно во своето име има датум, се пишуваат на два начина. Првиот начин е кога се пишува редниот број со цифра и по него нема ни еден интерпункцијски знак, ниту некаква наставка. А месецот се пишува со голема почетна буква. Вториот начин за пишување на истите празници со истото име е кога редниот број е напишан наместо со цифра е со букви и се пишува тој број со голема почетна буква, но месецот до него не се пишува со голема почетна буква, односно се пишува со мала. Дел од тие празници се 8 март, 24 мај, 11 октомври и така натаму. Сите останати верзии кои што ќе ги видите кај имињата на овие празници се погрешни. Во моите видеа јас ќе практикувам да ги пишувам само правилните имиња, правилните примери, затоа што на таков начин визуелно ќе го запомните правилниот збор. Втората најчеста грешка е кај интерпункцијата, односно кај македонските наводници. Велам македонски наводници затоа што постојат наводници кои што се различни од нив и се користат во други странски јазици. Правилните македонски наводници се пишуваат на овој начин. Односно, првата наводница се пишува долу, а втората наводница се пишува горе. Најчесто се греши и се пишуваат двете наводници горе, затоа што на тастатурите, најчесто во мобилните телефони, ги нема македонските наводници, барем јас досега не сум ги сретнала, и на таков начин ги запишуваат тие странските. Навистина тоа боде во очи,
и веднаш се забележува дека не е правилно напишан цитатот, зборот, насловот и така натаму. По безболна варијанта, во овој случај, кога не можете да ги најдете македонските наводници, а тоа се случаите каде што користиме мобилен телефон, се пишува апостроф наместо наводници, тогаш тоа се викаат мали наводници и се користат во македонскиот јазик. Третата најчеста грешка се појавува кај степенувањето, односно кај компаративот и суперлативот. Тие ќе ги препознаеме по и нај кои што се додаваат на придавките, односно поубава, најубава. Правилно се пишуваат споено со придавките, овие представки, меѓутоа често можеме да забележиме дека некои ги пишуваат одвоено. Затоа, кога сакате да дадете комплимент на една дама дека е поубава и најубава, тогаш внимавајте и на вашиот правопис, затоа што дамата може и да се навреди. Четвртата најчеста грешка е во празното место. Сретнувам премногу текстови кои што се правилно напишани, ги има сите точки, запирки кои што се потребни за една мисла да се заврши и да се напише со сите нејзини правила, меѓутоа не е оставено воопшто празно место. Правилото за оставање празно место е веднаш по интерпункцијскиот знак, а нормално доколку нема интерпункцијски знак, празното место се остава по зборот. Навистина е тажно доколку се види еден таков текст или реченица која што е правилно напишана и каде што се гледа дека се вложило труд за таа да изгледа многу пописмена, да нема празно место. Причините за неоставањето празно место е можеби поради некакво брзање, меѓутоа доколку сакате вашиот текст или вашата реченица да бидат правилно напишани, тогаш ќе одвоите уште малку време и ќе го стиснете тоа празно место на вашата тастатура и вашиот текст на таков начин ќе изгледа многу поубаво откако ќе ги разделите сите тие зборови меѓу себе. И петата најчеста грешка е токму обратното од претходната грешка, а тоа е кога во текстот нема воопшто ниеден интерпункцијски знак. Ова правило треба да го знаеме уште од основното и средното образование, кога сме правеле сите писмена работа по македонски јазик, каде што професорот секогаш не укорувал дека реченицата мора да заврши со точка и дека не сме да има толку долга реченица, некогаш дури и по 2 страници. Овие грешки ги гледам не само кај учениците, туку и кај возрастниот свет, каде што би требало да бидеме многу пописмени од учениците, односно од децата и од тинејџерите. Јас постојано гледам коментари, статуси и така натаму по социјалните мрежи нормално, каде што во вашето пишување не оставате воопшто простор за интерпункцијски знак. Сите знаеме дека реченицата е една завршена мисла која што треба да заврши со точка. Меѓутоа, ако не се стави точка, треба да се стави прашалник или извичник. И на таков начин ние треба да знаеме што всушност вие искажувате. И запирките, и точките, и сите останати интерпункцијски знаци се важни за еден текст да го има она значење кое што би требало да го има. Навистина е многу тешко кога се чита еден таков текст каде што нема воопшто ниеден интерпункцијски знак и како мислите да се испомешани една со друга и немаме некоја точност во информацијата која што пишувачот сакал да ја сподели.
Се надевам дека и со ова видео ви го подобрив вашиот македонски јазик. Доколку ви се допадна, ставете лайк и споделете го со вашите пријатели. И запомнете, пишувајте на кирилица, почитувајте ги правилата во македонскиот јазик, затоа што на таков начин ќе го сочувате